пета зимска школа при најголемиот универзитет Свети Кирил и Методи. Кристина Николовска, директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ. Наша редовна гостинка кога ево прашање сега во овој момент зимската школа, но постојано се активни, па зборуваме малку повеќе на оваа тема. Добро утро официјално. Добро утро. Како кажавме, семинар, саем. Саем е со оглед на интересот и на посетеноста и на Благодарам. Ова е голем македонистички светски собир, пета зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Веќе убава традиција, прв јубилеј на школа на далечина. Имаме досега рекорден интерес од околу 100 македонисти од целиот свет, навистина импресивна, рекордна бројка. Тоа говори за еден извонреден подем. Ако пред 2 години имало 40 учесници, сега навистина се отвораме кон светот и затоа и со право велите саем, бидејќи тоа е, реков, голем македонистички собир кој што привлекува пред се студенти, но и професори, раководители на катедри, кои што се делегирани или предложени од нашите лекторати во светот, бидејќи Меѓународниот семинар при УКИМ има 11 лекторати по македонски јазик, литература и култура во светот, во 9 земји, така што таа импресивна мисија што семинарот ја води 58 години во рамките на УКИМ, кој што е најреномиран и најстар универзитет од 76 години, една извонредна, грандиозна мисија која што треба да се развива преку активноста на овие зимски и летни школи. Добро, пред да преминеме на формалните прашања, еве едно неформално прашање. Каде најдалеку се изучува македонскиот јазик, најдалеку од Македонија? Да, најдалеку се изучува во Кина. Имаме навистина прекрасен лекторат и голем интерес на почетно ниво, секако, и тие македонисти доаѓаат и на летната школа, учествуваат и на зимската школа. Извонредно прашање, бидејќи навистина е интересно да има толку голем интерес, а толку далеку, како што и сега од сите континенти буквално не има на зимската школа, бидејќи на далечина оваа зимска школа. Чија е иницијативата на луѓето кои што не се од Македонија, а го изучуваат македонскиот јазик? Дали наша се поврзуваме ние со нив или нивна тие пројавуваат интерес да го изучуваат јазикот? Да, па одлично прашање. Промоцијата на македонистиката е многу важна. И кај нас, а особено во светот. За да ги потикнете, треба да работите на тоа поле, да се посвети, да се прави кампања. Ние се трудиме да правиме. И исто така на универзитетите да се напредува, стратешки да се постави една визија, да има јасен концепт што се сака. И тоа е едно поле на јазиците во светот, филологијата, каде што треба да се етаблирате со квалитет, но и да се залагате. Една прекрасна, да кажем, македонистичка борба, напредок, со идеи, со концепт, со програма, и треба да се биде курентен на тој, да кажам, на тој подиум, светски подиум на јазици, на филологијата. Ние сме им интересни по многу нешта и верувам дека ги врзува и квалитетот на летните школи и на зимските школи, и затоа тие после се потикнати да дојдат пак. Ке се влюбат во македонското оро, ке се влюбат во македонската песна, стих и така натаму. Како што годинава имавме импресивна програма на 57-та летна школа, и тоа за нив е впечатливо, интересно, но и секако јазикот ги привлекува, влюбени се во македонскиот јазик, а за таа љубов треба посветеност на нашите лектори и на семинарот воопшто, на професорите, студиозно познавање. Парадоксално е, но убаво е што има многу во светот интерес. За жал треба и тука македонистиката уште повеќе да ја потикнуваме, бидејќи има повеќе студенти во странство одешто тука по македонистика. Пета зимска школа при УКИМ официјално стартуваше во понеделникот, ќе трае една работна седмица, ќе трае до недела. Добро, кажете ни како започна, кои се плановите, која е програмата за година? Благодарам за прашањето. Петата зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи започна во понеделник на 27 јануари. Ќе трае една работна седмица на далечина со, реков, учество на околу 100 македонисти. Имавме прекрасно свечено отворање, импресивно
импресивно и по квалитет, и по ниво на обраќање, прекрасни поздравни говори, за нас е извонредна историска чест, што почитуваната претседателка на Македонија, низината екселенција Гордана Цејановска-Давкова, ја прогласи за отворена зимската школа и што е покровител на летната 57 школа и на зимската 5 школа. Таа прати извонредни пораки дека ние сме едно големо македонистичко собрание, дека праќаме послание, порака кон светот и дека на извонреден начин треба да се афирмира македонистиката и да се развива науката и во високото образование македонистиката и воопшто културната дипломатија, зашто ние извонредно сме посветени. Понатаму извонредно обраќање имаше почитуваната и најзаслужна за се ова, за сиот успех и на УКИМ и на меѓународниот семинар, професор доктор Билјана Ангелова, која што е ректор на универзитетот, која што е извонреден најуспешен ректор досега со визија и со концепт, бидејќи кога имате кога раководството, лидерот ви е и воопшто ректоратот извонредно работи и имате и услови, имате поддршка, но и ректор со визија кој што го прифати подновениот концепт и збогатените содржини на 5-та зимска школа, бидејќи сакаме да иновираме, сакаме да одиме напред, да бидеме проактивни, да понудиме квалитетни содржини во што сме поддржани. Потоа имав чест да се обратам и јас и се надевам дека со тоа им ставивме на знаење на македонистите дека Универзитетот Свети Кирил и Методи е мајка на македонистиката за сите македонисти од светот и навистина е така, 75 години имаме импресивна мисија, грандиозна мисија, дека меѓународниот семинар при УКИМ 58 години е расадник и матица на македонистиката, од која што понатаму се умножува како светлина македонистичкото семе кон светот и дека од тука праќаме јасна порака дека не имало и дека ќе не има уште повеќе во поголем број. Значи таа промоција е многу важна да се заложуваме, да ја поддржуваме македонистиката на секое поле. Благодарам и за владата на Македонија, за ресорните министерства, Министерството за образование и наука, Министерството за култура, Министерството за надворешни работи, што сите во таа синергија даваат удел и придонес да македонистиката биде удостоена на највисоко ниво и што ме така етаблирана, тоа е многу важно. Но и јас сакам посебна благодарност и до медиумите, секако Македонската радиотелевизија е извонреден прозорец за македонистиката, без вашата поддршка, без ова отворена врата кон или прозорец кон гледачите, ја нема повратна информација. Имаме убава синергија со медиумите и многу е важно да сме заедно. Всушност тоа е кампања. А тоа е и нашата мисија и на Македонската телевизија постои за македонците, нели? Зборувам во глобално значење македонците. Да, сакав да издвоите само од програмата што е значено, што за годинава би ставиле посебен акцент. Благодарам. Наставата се одржува во две секции. Едната е за македонски јазик, другата е за македонска книжевност и култура. Првата е на 3 рамништа, почетно, средно и напреднато и нашите извонредни лектори, виртуози, врвни лектори на угледната филолошка школа на УКИМ одржуваат настава студиозно по 30 часа и тоа е една прекрасна школа која ги следи македонистите на сите нивоа и има континуитет помеѓу летните и зимските школи. Оваа другата група за македонски книжевност и култура има подновен концепт, веќе година и пол, откако сме ново раководство и управа и Советот за македонски јазик, морам да се благодарим на Советот, што го поддржавме тој концепт да се прошири таа палета на предавања и да се интересираме од најстариот период, од народната книжевност, од фолклорот, прекрасни предавања, што и презентации за народните носи, за орнаментика, за жанровите и така натаму, средновековната литература, што е извонредно значајно да сватат дека тие се на извориштата на сесловенската и македонска писменост и култура, бидејќи тие извори треба да ги негуваат, а на летната школа ги носиме автентично на тие места, на Охридскиот книжевен центар и така натаму. Добро, тоа е еден од начините на кои што одржувате оваа мрежа и е се поголемата заинтересираност? Да, тоа е еден од начините кои ќе понудите добра програма со квалитетен концепт и со длабоки содржини, а налето пак го поврзуваме тоа и со културен туризам. Имаме екскурзии. Додека зборуват идат фотографиите постојано
Рано, ова Точно да. тоа, да. Благодарам, од одлично, летната школа, да. Извонредно амбиентална настава во Стариот град, во јадрото на Стариот град, за да се запознаат од прва рака со трезорите на македонистиката. Многу е убаво автентично што годинава се обидовме да за прв пат таа амбиентална настава да ја овозможиме. Благодарам секако на сите институции кои што го овозможија тоа. Гледате во најважните објекти во срцевината на Стариот град, а и воопшто на Свети Наум, во Вевчани бевме, на Стручки вечери на поезијата. Мора да се збогати со конкретни содржини, импресивни, кои што вечно ги паметат. Тие буквално се влюбуваат во македонската култура, традиција, во археологијата, откриваат нови светови, што за нив е импресивно. Верувајте, никогаш не забораваат. Првите предавања започнуваат на Плавожник. Потоа одиме по патиката, по стапките на Свети Климента. И така, имавме извонредни предавања, амбиентални и воопшто наставата е со еден концепт, со јасна визија, кој што нив им овозможува многу длабоко да запознат македонската култура. Ете имаат и курс, например, за народни ора, тоа многу ги привлекува. Има извонреден концерт на маестро Даутовски и на професор доктор Јана Јаневска, значи такви импресивни концерти вечно ги паметат, незаборавни се тие културни настани и вреди да се вложува во сето тоа. Пред крајот еве едно прашање. Добро, во ред, македонисти постојат, ние постоиме, тие доаѓаат тука, изворно да се запознаат со македонскиот јазик и македонското битие. Како го доживуваат моментот оние што треба да го пренесат македонското на оние што доаѓаат однадвор? Тоа се предавачите, професорите. Постои ли некој надпревар за нека не биде тоа конкурентност меѓу себе, туку надпревар за што подобро да се презентира македонското пред оние што доаѓаат? Благодарам. Ви реков, кога имаме одличен концепт со визија и кога знаеме каде ги имаме најдобрите врвни субспецијалисти во некои области, тие навистина им овозможуваат максимално прекрасно доживување да влезат во трезорите на таа наука. Например, врвни медијависти, културолози, музиколози, археолози и така натаму ги импресионираат, така што тој надпревар, имате право, е вистина уживање, прекрасно уживање. Жар во има емоција во пренесувањето на извонредна во презентирањето. Да, има на пример и прекрасни вечери, имавме Ганева вечер, Петрева вечер на летната школа. Оваа година ќе го чествуваме Анте Поповски, бидејќи секоја година имаме јубилари. Годинава беше многу важно што одбележуваме со извонредно предавање на академик Веселинка Лабровска важни два јубилеи од македонскиот кодификација, правната кодификација на македонскиот јазик, 80 години од македонскиот правопис и 80 години од македонската азбука. И чествуваме великани на македонската книжевност и култура, како Григор Перличев, Константин Миладинов, Живко Чинго, Ташко Георгиевски и Анте Поповски. Тој фокус е важен, со прекрасни содржини. Нема култура која што не е восхитена од македонската традиција, култура и јазик. Ние многу треба да сме горди, многу треба да си ја сакаме нашата култура, јазик и литература и знам дека тоа го секој македонец тоа го чувствува, зрачи од нас и талент, и харизма, и енергија. И еве и од вашата прекрасна посветеност, благодарам, толку студиозна на македонистиката, но убаво велите и љубов, не само ум, туку срце, душа се дава, синергија е тоа, при тие игри, ора, учење на музика, сознанија, преводи. Не знаеме поинаку и не можеме така поинаку. Да. Ете, нам ни е дадено, треба да сме благодарни за тој благодет, што сме македонци, што говориме прекрасен јазик, што сме потомци на древната традиција на Свети Кирил и Методи и на Свети Климент и Наум и воопшто на целата традиција, благодарни, горди. Тоа е нешто најубаво, нашето представително лице на нашата култура, со тоа растеме, тоа го имаме во нас и тоа зрачи. Потоа тие го имитуваат и го шират понатаму. Многу умно прашање ми поставите, бидејќи таа мисија зрачи како сонце, како краците на македонското прекрасно сонце во земјата на сонцето, каде што има многу сончеви денови. Ние треба да ги восхитиме, треба да им покажеме на најубав начин на македонистите како се сака македонистиката, зошто таа има вредности, бидејќи толку убави пораки кои што нив може да ги насочат на вистински пат, може да им го сменат животот со тие вредности. Еден стих на
Анте Поповски дека нам јазикот ни е штит, па вреди злато, или на Конески дека јазикот е наша татковина. Во тоа се влюбуваат, тоа го почитуваат, гледаат искреност во сето тоа, мудроносни сме, мудри сме, умни сме. Таа харизма, таа енергија и тоа богатство, мислам го нема секој, верувајте, ние сме мудроносен народ и јазикот ни е прекрасен и книжевноста ни е многу богата и културата е извонредно богата и ние сме горди на тоа и благодарам што Македонската радиотелевизија на врвен начин, студиозен начин се посветува и е вградена многу длабоко и во меѓународниот семинар, бидејќи има изданија на новинари кои што имало емисии редовно секогаш за меѓународниот семинар и книги, изданија, така што ние сме во една прекрасна синергија со Македонската радиотелевизија, зашто јавно ќе останете така, да се разбира. Сакаме јазикот и културата да си ги развиваме. Ви благодариме што бевте гостинка, Кристина Николовска, директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје.